Почитувани, добар ден. Одговорност од Зоран Заев мора да има. Одговорност мора да има и од десетиците неспособни министри и советници со кои си има обкружено. Затоа што Зоран Заев гурива угледот и позициите на Република Македонија, а не на неговите семејни фирми. Оправдувањето за скандалозното изнесување на државни тајни, информации од средби на високо ниво и прифаќањето да се исплати подкуп на Вселенскиот патриарх покажува колку е всушност неспособен, криминоген и плиток и Заев и тимот околу него. Доколку Заев бил цел на служби кои работат против западните вредности и НАТО, неговото однесување покажува дека тој и владата немаат капацитет да бидат рамноправни партнери во алијансата и во телата и сојузите кон кои се стреми Република Македонија. Замислете само што би се случило кога некои двајца вешти припадници на некоја терористичка организација би му се обратиле на Заев и би се представиле како, например, политички аташеа. Заев и неговите советници, со капацитетот кој што го немаат, би ги издале и позициите и задачите на македонските војници кои учествуваат во мировните мисии како дел од глобалната алијанса. Затоа неговото оправдување дека не бил обична шега со еден неспособен и корумпиран премиер, туку политички мотивиран напад е уште постражно и посериозно. Токму затоа одговорност мора да има. Впрочем, другите политичари, кои биле цел на двајцата комичари, само после неколку минути сваќале дека од другата страна е некој што лажно се представува. На Заев за тоа му требало цела една година. Почитувани, ова што вчера го видовме и слушнавме е срам и бламажа за Македонија. Еве и да се мотивите политички, цела година премиерот и владата да бидат предмет на обработка е скандалозно. Покажува дека Заев и целата таа група околу него навистина немаат капацитет. После еден ваков скандал, да тврдиш дека никој не е одговорен и да нема оставки е потценување и на граѓаните и на нашите меѓународни партнери. Прашањето се поставува: кога Заев, неговиот министер за надворешни работи и неговите советници сватиле дека тој комуницира со измислени карактери? Дали после последниот разговор во април Заев го побарал лажниот Порошенко? Дали, ако не беа објавени скандалозните разговори, Заев ќе продолжеше операцијата за подкуп на Вселенскиот патриарх Вартоломеј? И дали ќе продолжеше да оддава информации? Зошто не се почитувани дипломатските протоколи и не е известена нашата амбасада? Од август минатата година никој не проверил дали Заев разговарал со вистинскиот Порошенко. Навистина сме загрижени со кого се Заев има разговарано во меѓувреме и какви се доверливи информации има изнесено. Загрижени сме дека службите ги немаат проверено сите разговори на Заев или пак кријат за пропустите кои ги прави. Почитувани, ова е тежок срам за Македонија во меѓународни рамки. Одговорност има име и презиме. Тоа е Зоран Заев. Овој човек мора да замине заедно со неспособниот тим околу него. Република Македонија не смее да служи за подсмев. Го повикуваме Зоран Заев да се соочи со последиците од катастрофата што ја предизвика, да си даде оставка, да се формира техничка влада и да одиме на избори. Благодарам.